Нова година, а последна пред Падник, односно пред самиот Божик. За слава на нашиот Бог, нека да испееме заедно песната број 288. О, колку сакам да слушам и за него да пеам. Тој омилен звук за мене е името Исус. О, колку те сакам, мој Исусе мили, о, колку те сакам, ти прв ме возлюби. 288 пет. О, колку сакам да слушам и за него да пеам, тој омилен звук за мене е името Исус. О, колку те сакам, о, Исусе мили, о, колку те сакам, и прв ме возлюби. Во тоа име спасенцу, кај својот Творец примен, со крвта што ја пролеа, тој сам на Голгота. О, колку те сакам, о, Исусе мили, о, колку те сакам, и прв ме возлюби. За небесниот татко мој, на крст ми кажа тој, за чудната му благодат, кон мене отпадна. О, колку те сакам, мој Исусе мили, о, колку те сакам, и прв ме возлюби. Во тоа име верувам и сакам да му служам, тој до крај ме сочува, до вечна победа. О, колку те сакам, о, Исусе мили, о, колку те сакам, и прв ме возлюби. Ќе почитам од 7 глава од книгата на пророк Исаја, 10 до 16 стих. Книга на пророк Исаја, 7 глава, 10 до 16 стих вели вака.
И продолжи Господ да му говори на Ахаз и му рече: барај за себе знак од Господ, твојот Бог, барај или во длабочините, или во височините. Но Ахаз рече: нема да барам и нема да го искушувам Господа. Тогаш Исаија рече: слушајте пак, доме Давидов, зар ви е малку тоа што им дотежнувате на луѓето, па сакате да му дотежнувате и на мојот Бог? Затоа, самиот Господ ќе ви даде доказ: ете, девица ќе зачне и ќе роди син, и ќе му го дадат името Емануел. Тој ќе се храни со млеко и мед, додека да се научи да го отфрли лошото и да го избира доброто. Зашто пред детето да се научи да го отфрла лошото и да го избира доброто, оваа земја од која ти се плашиш ќе биде оставена од двајца цареви. Ќе замолам сега да се справите со молитва. И во ова прекрасно новонеделно утро, Господи Боже небесен, овој неделен ден, прв во оваа година, Ти дозволи нашите нозе да го поминат прагот на домот Твој, да се собереме овде заедно, да запееме и да го прославиме името Твое, да пееме за тоа пресладко име Исус, сведочејки колку убаво име е тоа и дека нема посладко име од тоа од небото и нема друго име на кое можеме да се повикаме, кое можеме да го побараме, име во кое Ти не спасуваш и избавуваш од пропаста на гревот и смртта. Ти благодариме за тоа што, Господи, Ти дојде во овој свет. Дојде како едно мало дете, за да се доближиш до секој еден. И до најмалите, и до најголемите. Ти дојде да се доближиш во животот на секој еден и до срцето негово. За да ја откриеш Твојата огромна љубов, која имаш кон секој еден. Ти благодариме за тоа што и ово утро можеме да дојдеме овде заедно и да го читаме заедно Словото Твое и да го слушаме и да размислуваме за него. И сега во овој час те молиме, соберени овде, Ти не води преку Твојот дух, води ги нашите мисли, нашето срце и секој збор што ќе биде кажан да биде тоа не човечки, туку збор Твој, кој ќе биде предводен од Духот Твој, а кој ќе навлезе во срцата наши и ушите наши, за да ги преоформува, да ги охрабрува, да ги подкрепува, да ги подигнува. Да, Господи Исусе, те молиме, биди помеѓу нас и во овој час со Твоето присуство и со Твојот благослов. Но и не само за нас те молиме, туку и за оние кои што се на некое друго место, за оние кои се спречени од различни причини, кои Ти најдобро ги знаеш, посети ги таму каде што се, и нека Духот Твој се допре до нивниот дух и Твојата исцелувачка рака до нивното тело, за да ги подигне одново, па и тие да го прослават Твоето име. Боже небесен, те молиме, погледни на народот ни помеѓу кој живееме, во оваа земја, на сите оние кои што се уште се далеко од Тебе. Дај, о Господе, да го познаат денот и часот на Твојата посета во нивниот живот, за да се предадат на Тебе, за да повикаат кон Тебе, да побараат од Тебе, и Ти навистина ќе го направиш оно што е потребно за нивната душа, за нивното срце да се радува и да биде исполнето со вистинскиот мир кој доаѓа само од Тебе. Боже небесен, те молиме и за народите каде што има разни неволји, поплави, земјотреси, разни видови на беда. Допри се до секој еден, па и во тие ситуации, во таа немоќ, секој ден да погледне кон Тебе, да те бара Тебе и да повика кон Тебе. А Ти, о Господе, нема да го одминеш оној кој искрено повикува кон Тебе, кој очекува Твојата помош и го бара Твоето присуство. Те молиме за тоа, биди милостив
и биди таму каде што навистина си потребен и те бараат и очекуваат луѓето во нивниот живот. И нас не одминувај и сега се преоставаме на Твоето водство и понатаму. Те молиме, биди помеѓу нас, освежен, осветлен и исполнен одново со Твоето слово и со Твоето присуство. Во името на нашиот Спасител, а Твојот возлюбен Син Исус Христос, послушај ни и сега. Амин. Прочитаме текстот од Евангелието според Лука, од првата глава, 18 до 25 стих. Сигурно не Лука, туку Евангелието според Матеј. Прва глава, 18 до 25. Вели вака. А раѓањето на Исус Христос стана вака. По свршувачката на мајка му Марија за Јосиф, уште пред да заживеат во заедница, се виде дека е тешка од Светиот Дух. А Јосиф, незиниот маж, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја напушти. Но штом помисли така, ангел Господов му се јави на сон и рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја земеш Марија, својата жена, зашто зачнатото во неја е од Светиот Дух. Таа ќе роди син, ти ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите греови. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господ преку пророкот кој вели: И ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син, и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедал ангел Господов. Ја зеде својата жена и не се доближи до неја, додека таа не го роди својот син и го нарече Исус. Да видиме дали ќе може да испееме песната без музика. Следната е 283 број. Нема струја меѓу време. 283 број. Божја љубов, вечна љубов, радост што ни донесе. Безброј, моли? Се извинувам. 281. Кај мене уште по старост тоа. Значи, добриот Бог нас луѓето чудно не возлюби, тој преку смрт спасение на сите подари. Ете љубов пресладка што Бог ни покажа, за нас го испрати Христа на крст го прикува. Ако некој знае, може да ја почне, може да следиме.
Само со вера во Христа, нови спасение, живот најдостатно и Христа, на крст го прикова. Љубов што чуда направи, од него донесе и срцата Божица и пред Твои Христе, сладка ми покажа за нас спрати Христа на крст го прикова. Проповедни Господа, вървиме со победа над Сатана. Господ славиме, любов сладка, што ми покажа за нови спрати Христа на крст го прикова. Драги браќа и сестри, драги присутни, оваа недела е четвртата недела на Адвент или четвртата недела пред Божик. Првата недела беше посветена на темата надеж. Втората на темата мир. Третата на темата радост. И четвртата денес е посветена на темата љубов. И сите тие нешта се поврзани со личноста која требаше да дојде и која очекуваме повторно да дојде, Исус Христос. Во Него има жива надеж, во Него има вистински мир, како што вели апостол Павле, тој е нашиот мир. Во Него има вистинска радост за срцето на секој еден човек. И во Него ни е откриена Божјата љубов. И од таа љубов можеме да се поучуваме, да црпиме, па и ние да покажуваме љубов понатаму
на другите околу нас. И затоа темата за ово утро гласи љубовта што не се откажува. Текстот од Евангелието според Матеј, кој што го прочитав пред малку, од првата глава, нуди една моќна слика за тоа како божествената љубов се манифестира преку човечката верност, пожртвуваност и прифаќањето на невозможното. Навистина, кога Бог го создаде човекот, го создаде според своето обличје. Тие атрибути што ги има во Бог, Бог ги ставил и во нас луѓето. Но откако навлезе гревот во светот, човекот не беше повеќе и не е повеќе сам до таа мера во можност да живее според се она зашто беше создаден. И затоа е потребна Божјата помош. Неговото дејствување во нашиот живот, тој одново да не подсетува, да не поучи, да не охрабри, да ни го даде она што ни е потребно, духовна сила и подкрепа, за да можеме навистина да бидеме одраз Божји или обличје Божјо. Овде во Евангелието според Матеј ни е опишан прогласот или најавувањето на раѓањето на Исус Христос. Но тоа следи откако Бог претходно преку ангел се објави на Марија и кажа дека таа ќе зачне и ќе роди син и ќе му го дадат името Исус. Зашто тој ќе го спаси народот од неговите гревови. Да се подсетиме само дека Марија беше верена за Јосиф. А Јосиф не знаеше ништо за сето тоа. Откако тој дознава дека Марија е бремена, тој вели словото не сакаше да ја посрами. Затоа што тој според законот Мојсеев имаше целосно право да ја изложи Марија на срам пред целото општество. Да ја обвини дека тој не бил со неја, таа е бремена, и да го уништи нејзиниот живот. Тој имаше целосно право и сите ќе го поддржуваа. Да, тоа треба да го направиме со неја. Треба да биде обележена како една црнова овца во општеството. Јосиф, всушност, е во еден шок. Многу нешта не ни се опишуваат овде во Словото, самите чувства и деталите во сето тоа што поминувал Јосиф, во целата таа ситуација, но тоа е очигледно во шок. Неговата љубов му е ставена на тест преку предавство, како што изгледало тоа на почетокот. Дека Марија го изневерила. Нашата природна реакција после гревопаѓањето е да се откажеме кога работите стануваат комплицирани, срамни или болни. Многу луѓе во таквиот случај се повлекуваат. А некои пак одат натаму, уште повеќе да го оцрнат оној кој што навидом сгрешил. Направил некој престап, со кој можеби го загрузил
мојот авторитет, моето постоење, моето место. Но оваа недела, четвртиот адвент, не учи дека љубовта не е само некое чувство кое не грее, туку сидру кое не држи кога доаѓаат бурите. Дека љубовта е таа која носи низ тешки времиња, која испружува раката во тешки ситуации, во време на бури и силни бранови низ животот. Вистинската љубов не се откажува од другиот. Марија е бремена, Јосиф е шокиран, и како што кажав, според тогашните закони, тој имал право јавно да ја изложи на срам. Меѓутоа, тој носи една друга одлука. Бидејќи вели ја сакаше, љубовта во неговото срце не му дозволи такво нешто. Ја сакаше, иако има нешто сега што тој не го разбира. Што се случува? Според тоа, како што гледаат неговите очи и слушаат неговите уши, Марија го изневерила. Тој одлучува тајно да ја напушти. Покажува една подлабока форма на љубов. Намисли, вели, тајно да ја напушти. Што ќе се случише доколку навистина дојдеше до тоа? Ке немаше кој да ја обвини, тој ќе го земеше нејзиниот срам врз себе. Намисли тајно да ја напушти. Љубовта го штити достоинството на другиот. Сега замисли си ситуација во која некој твој близок прави некоја огромна грешка, која може да ти го уништи твојот углед, дали на работното место, или во семејството, помеѓу пријателите. Наместо да бидеш првиот што ќе укаже на грешката за да се покажеш себе си како поправеден, ти избираш да ја преземеш одговорноста или да го решиш проблемот во тишина. Без многу бури и подигање бранови. Онака како што Јосиф не сакаше јавно да ја изложи Марија, таквата љубов која произлегува од Јосиф, вели: твојата болка и твојот срам се и мои. Нема да те оставам сам во ова. Тоа е љубов која не бара правда. Туку преку понижувањето на другиот, туку вистинска љубов, која не бара одмазда, но го штити достоинството на другиот дури и тогаш кога си повреден. Јосиф можеше да се откаже од Марија со гнев и сите ќе го правдаа тоа. Наместо тоа тој се обидува да ја заштити во тишина, мирно да ја напушти. Но Бог го познава срцето на Јосиф, ги познава и намерите негови. Тој го познава и моето срце, го познава и твоето срце и намерите на сите нас. И знае колку сме искрени, колку навистина
и мила неговата волја и колку навистина се застапуваме за она што е Божјо, за она што доаѓа од Бог и за она како тој сака да живееме и да се однесуваме. И затоа Бог му праќа ангел на Јосиф, кој ќе го поучи, ќе го советува, ќе го охрабри да не се плаши, да ја прими Марија, својата жена. Тој доаѓа да го одземе стравот од него. Стравот од неизвестното, стравот од она што е збркано пред него. И не знае како сето тоа ќе се заврши. Често пати стравот е најголемата пречка за љубовта. Страв од неизвестноста, страв од осуда, од околината, страв од непознатото или страв од преземање одговорност. Четвртиот адвент не повикува да го отфрлиме стравот и да го отвориме срцето за Божиот план. Исто така како што направи Јосиф. Ангелот му рече: не бој се. Дури и тогаш кога не ни се познати најдобро нештата, кога не ни е јасно што се случува, да не избрзуваме, да донесеме погрешна одлука. Не бој се. Почекај. Ќе видиш како сето тоа ќе се заврши, како Бог ќе се погрижи на свој начин. Љубовта е таа која не се откажува и која го победува стравот од мислењето на другите и од расипаните планови. Јосиф е сигурно имал прекрасни планови со Марија. Како што и многу од нас имаат прекрасни планови со некој пријател, со својата сопруга, со својот маж, што и како треба да се случува во иднина. Дали има некој во твојот живот од кого си подготвен да се откажеш? Јосиф не подсетува дека милоста и љубовта се посилни од правото да бидеме луди. Ако некој требаше да биде луд, навистина тоа беше самиот Бог. Да се налути на човекот заради тоа што човекот му сврти грб. Откако Бог создаде се во овој свет, видливо и невидливо, откако го постави човекот во една прекрасна градина, за која тој не беше се ниту трудел, да користи се што е создадено, ги создаде сите услови прекрасни за човекот да може да живее и да се насладува на созданието Божјо. Ако некој требаше да се налути, тогаш тоа е самиот Бог на своето создание. Понатаму, ако видиме како Бог го водеше Израелот од египетското робство низ пустињата во ветената земја, како тој и нас не доведал до него, да го познаеме, доаѓајќи до крстот, да ја откриеме и доживееме неговата љубов, и покрај тоа сме се откажале во одредени моменти од него и сме го занемариле, неговиот глас, сме ја занемарили неговата волја, неговите зборови. Навистина тогаш, тоа всушност е Бог кој треба да се вистински да се налути. Но Бог не се откажа од нас луѓето. Не се откажа од својот народ Израелот, не се откажува од ниту еден човек на оваа земја кој има потреба од него. Текстот овде во Евангелието според Матеј ни вели:
дека ова се случило за да се исполни пророштвото. Бог чекал со векови, но не се откажал од својот народ. И затоа во одредени моменти го најавуваше и подсетуваше на она што треба да се случи. Кој треба да дојде? Го најавува доаѓањето на Емануел. На оној кој ќе го спаси народот од неговите гревови. Емануел значи Бог е со нас. Неговата љубов добива нозе, добива раце, добива очи, уши. Неговата љубов станува видлива за нас. Се доближува до нас. Бог со нас. И токму ова е врховниот доказ за таа љубов Божја. Дека Бог не гледа од далечина, некаде само седи таму горе на небото, туку влегува во нашиот хаос овде долу на земјата. Ова време треба да не подсети дека дури и кога ние се откажуваме од Бог, тој не се откажува од нас. Неговото доаѓање е неговото да за нас луѓето. Ова време го нарекуваме адвентно време, време на пристигнување, време кога требаше Исус да дојде на земјата, но и време кога повторно размислуваме за неговото доаѓање како цар и владетел. Целиот наш фокус треба да биде насочен кон Емануел. Бог со нас. Познавам еден маж, чија што сопруга заболе од тешка деменција. И повеќе таа не го препознаваше. Затоа што тој самиот не можеше да се грижи повеќе за неа, бидејќи беа и двајцата во години, реши да ја однесе во дом за стари луѓе, во дом каде што можат подобро да се грижат за неа отколку самиот тој. Но тој продолжи редовно да ја посетува својата сопруга и да разговара со неа. Иако таа воопшто повеќе не го ни познаваше ни кој е он, ни што е он. Тој продолжи да оди и да јаде заедно со неа. И на прашањето од неговите пријатели и блиски, па зошто го правиш тоа се уште кога таа воопшто не те познава, редовно одиш и ја посетуваш, а таа не знае ништо за тебе? Неговиот одговор беше: таа не знае кој сум јас. Но јас знам која е таа, која ме придржуваше на сите овие поминати години во нашиот заеднички живот. Што се правеше за мене и како се грижеше за мене. Јас знам која е, ако таа не ме познава повеќе. Пример на една вистинска љубов. И тогаш кога човекот не го познава Бог и кога не знае за него, Бог дојде да го побара и го бара. Го бара и му се открива на одредени начини, за да го привлече кон себе и да му открие својата љубов. И да му открие многу повеќе нешта кои самиот Бог ги замислил и ги одредил за таквиот еден човек. Бог не дојде кај нас во Исус Христос затоа што ние бевме совршени или затоа што го препознавме веднаш. Тој дојде во нашиот хаос едноставно да биде со нас.
Вистинската љубов е верна и присутна дури и кога од другата страна нема возвраќање или препознавање. Бог дојде во нашиот хаос за да донесе мир. Да донесе радост, да донесе вистинска надеж и да ја открие љубовта по незината полнота. Словото Божие не подсетува дека неговата љубов не е само некоја романтична емоција и љубовта која откриваме овде и кај Јосиф, дека таквата љубов е храброст да се остане и кога е најтешко, охрабрен и поттикнат од Божиот ангел, наспроти реакциите на сите други околу него кои би требало да дојдат, тој останува да биде покрај Марија. Тој одлучува да ја заштити Марија, да биде со неа по цена и на неговиот собствен углед. Тој смирено се препушта на Божиот план. И тогаш кога не го разбира целосно, во тишина, без да подига бури и бранови. Тој останува спремен за Божиото действување и се препушта на Божиото водство и тогаш кога не разбира што точно и како понатаму. Тоа значи дека љубовта е активна. Да бидеме луѓе кои остануваат како Јосиф, кои штитат и кои веруваат во Божиите ветувања. Како што вели апостол Павле, љубовта никогаш не престанува. Таа започна активно да се покажува во јаслите, помина низ крстот и дојде до нашите срца. И сите тие кои се отвориле за таквата Божја љубов, вкусиле, што значи тоа? Ја доживеале и радоста, и мирот, и надежта која носи таквата Божја љубов во нашите срце. И затоа Божик не е само некоја приказна за совршено семејство, туку приказна за Бог кој не се откажа од нас и за еден човек кој не се откажа од својот повик да љуби. Има уште неколку клучни перспективи кои би го предлабочили нашето размислување. Во центарот на 4-тиот адвент е пораката за Емануел, што значи Бог со нас. Тоа значи дека љубовта не е далечно чувство, туку одлука да се биде присутен. Бог одлучува да биде присутен помеѓу нас во нашиот живот. Да не остане тамо некаде само горе, високо, во облаците. Љубовта одлучува да се биде присутен во нечиј живот. Љубовта не поттикнува, на дела. Таа сака да се покаже на дело. Преку простувањето, преку држливоста, преку емпатија кон ближните. Љубовта не е само некоја емоција. Ако е емоција, таа многу брзо ќе исчезне. Затоа што нашите емоции многу брзо знаат да се менуваат. Од ситуација во ситуација. Многу повеќе. Тоа е одлука.
Таа е исто така и светлина, што ја носиме понатаму во тугиот мрак. Љубовта е и одлука, која постојано размислува за начини како да се покаже и да се докаже. Пред неколку години во еден мал град во Европа, еден постар човек по име Томас, секој ден поминувал покрај еден бездомник кој седал на истата клупа во паркот. Иако температурите паѓале по нулата, Томас забележал дека бездомникот има само едно тенко и скинато палто врз себе. На 4-тиот адвент Томас решил да действува. Но наместо само да му го даде своето старо палто, тој направил нешто поинако. Купил ново, квалитетно и топло палто. Го облекол и излегол во паркот. Седнал до човекот и почнале да разговараат за обични нешта. По некое време Томас го соблекол палтото и рекол: знаеш, мене ми е многу топло денес. Изненадувачки како денешниот ден. А ова палто ми е малку и тесно. Дали би ми направил услуга и би го зел? Многу ќе ми олесне ако знам дека некому му служи. Зошто е ова пример за вистинска љубов? Затоа што љубовта не е само во давањето материјални нешта, туку во зачувувањето на достоинството на другиот. Кога љубовта прави добро, не сака да го понижи другиот и да направи колку тој бил зависен од моето добро. Дека тоа треба сега сите да го разберат и да го видат. Томас не му дал на тој човек милост или милостина од висина, туку му подарил љубов која го третира другиот како еднаков. Тоа е и суштината на адвентот. Симнување на љубовта на ниво на човекот. Бог не третира со достоинство. Тој го мрази гревот, вели словото, но го сака грешникот. Кога Бог има нешто, има против делата наши. Бог го остава достоинството на секој еден и поради тоа остава и дава прилика на секој еден самиот да одлучи како ќе живее. Живот исполнет со љубов, која се покажува постојано на дело, или пак во страв, или во гнев, во омраза, во тоа да се бара постојано својата правда и да се докажува, наместо да дозволиме Господ Исус самиот да се отсликува преку нашиот живот со целата негова љубов. Љубовта што не се откажува. И во време, и во невреме. Тоа е Божјата љубов, од која можеме и ние постојано да учиме и да бидеме носители на таквата љубов, таму каде што Бог не поставил. А тој не повикува во Исус Христос да бидеме тоа, да бидеме одраз на неговата љубов. И затоа нека да продолжиме не само да размислуваме, туку и да действуваме како вистински деца Божи, кои носат неговата љубов во овој свет на најразлични начини, им покажуваат на луѓето дека таа љубов важи и за нив. Па и нивниот живот да биде променет преку Божјото действување во нив и преку нив. Нека биде прославен нашиот Господ Исус Христос, кој ни покажа таква прекрасна љубов, која не можеме да ја најдеме никаде на друго место, освен во Него и преку Него. Сега и во сите векови.
Амин. Бидејќи се уште немаме струја, можеме, ако дојде малку покасно да пееме, може да ги отворите песнарките ваши или пред вас на страна 500, страна 500, а потоа ќе продолжиме со страна 509. Може да отворите на страна 500 и ќе окажеме заедно апостолскиот символ на верата. Може да се исправите. Сите заедно. Верувам во Бог Отецот, Всемогниот, Создателот на небото и земјата, и во Исус Христос, Неговиот единороден Син, нашиот Господ, зачнат преку Светиот Дух, роден од Дева Марија, кој пострада за време на Понтиј Пилат, беше распнат, умре и беше погребан. Слезе во царството на смртта. Во третиот ден воскресна од мртвите, се вознесе на небото и седи од десната страна на Бог, Всемогниот Отец, од каде што ќе дојде да ги суди живите и мртвите. Верувам во Светиот Дух, светата, сеопшта, христијанска црква, во заедницата на светиите, во опростувањето на гревовите, воскресението на мртвите и вечниот живот. Амин. Сега ќе продолжиме на страна 509. Нека биде прославен Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Драги сестри и браќа, со благодарност пристапуваме кон трапезата Господова. Бараме заедништво со Него. Затоа нека да се преиспитаме себе си пред Бог. Небесен Татко, Ти во Христа не направи Твои деца. Опрости ни што овој повик од Тебе често пати многу малку го ценевме. Опрости ни кога правевме зло и го оправдувавме. Опрости ни што се повлековме од одговорноста за нашите ближни и нашето општество. Опрости ни што преку нас многу малку луѓе се придобиени од Твојата љубов. Сега нека во тишина секој споведа својот грев пред Бог. Гледајте каква љубов ни дал Отецот, да се наречеме чеда Божји, а тоа и сме. Преку Исус Христос ни се опростени нашите гревови. Нека да го прославиме Бог за чашата, преку која што добиваме благослов и за која сме благодарни, преку која ни е овозможено заедништво со постраданиот и воскреснат Христос. Нека да го прославиме Бог
за овој леп што го споделуваме и за кој сме благодарни, преку кој ни е овозможено заедништво со постраданиот и воскреснат Христос. Нека да го прославиме Бог, што сепак сме едно тело во Него и покрај тоа што сме поединци, како што сега заедно со вера јадеме од еден леп. Сега може да седнете во продолжение, ќе испееме уште една песна, иако нема струја, а тоа е песната број 411. Со време на таа песна може да биде соберани колеги. 411. Со понизност јас доаѓам пред овој спомен драг. О Исусе, за смртта ти јас пак си спомнувам. Со понизност јас доаѓам пред овој спомен драг. О Исусе, за смртта ти јас пак си спомнувам. Со лебот што е прекршен и гроздови од сок, за телото и крвта Твоја јас си спомнувам. За сите Твои страдања на крстот Голготски, го јадам овој скршен, јас пак во спомен Твој, а устните штом замолкнат и живот земен згасне, се молам јас, о Боже, Ти за мене спомни си. Моля се справят повторно, продолжим страната 111. Постои Бога да ни дадат.
Ќе прославуваме Боже на небото и земјата. Ти се смили на Твоите созданија и во Исус Христос стана човек. И благодариме за избавувањето кое го возможи преку крстот. Те молиме, испрати ни го Светиот Дух, освети и обнови не во тело и душа, за преку овој леп и оваа чаша да го примиме телото и крвта на Исуса Христа за наше спасение. Господ Исус, онаа ноќ кога го предадоа, зеде леп и откако се благодари, го прекрши и рече: земете и јадете. Тоа е телото мое кое се крши за вас. Правете го тоа за мој спомен. Исто така, зеде и чаша по вечерата, па рече: оваа чаша е новиот завет во мојата крв. Тоа правете го кога ќе пиете за мој спомен. Зашто секогаш кога ќе јадете од овој леп и ќе пиете од оваа чаша, вие ќе објавувате смртта на Господа, додека тој не дојде. Затоа дојдете со радост, јадете од неговиот леп и пиете од неговата чаша. Примете од неговата полнота благодат през благодат. Може да седнете. Сега, бидејќи мислам дека нема да не соберат сите наеднаш, и тие што сакат може да излезат, снајќи од мојата лева страна, додека има место, па потоа најверојатно ќе има втора група. Секој што сака да има заедно со Христос, преку левот и преку виното може слободно да излезе.
Словото Христово изобилно нека се цели во вас. Во секоја мудрост да се учите и да се советувате еден друг со псалми и химни. И со духовни песни, пеејќи му на Господ со благодарност во срцата ваши. И се што правите, со збор или со дел, правите го тоа во името на Господ Исус Христос. Благодарејќи му преку Него, Бога и Отецот. Амин. Можете некој може слободно да излезе. И така, ако сте воскреснали заедно со Христос, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете за небесното, не за земното, зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христос во Бога. А кога ќе се јави Христос, вашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Одите до Бога. Сакаш да примеш така? Телото на Исус Христос. Да не сте.
Крстен Исус Христос. Проявяме своите преводи крст. И мирот Божи што надвишува секој човечки ум, кој зачува и твоето срце, живот вечен Христос Исус. Амин. Али може некој што не е добил, не е изразил, сакам, не видел Господната вечера? Нема. Може да се справим повторно. Стави молитви до почеток, како да може да се источи. Милостиви Боже, преку Твојата трпеза можеме да вкусиме и да видиме колку многу не сакаш. Затоа сме Ти благодарни. Оспособени да живееме од помирувањето со Тебе и во мир еден со друг. На Тебе сакаме да Ти служиме со целата наша сила. Зачувај ни радост во Тебе и во тегобите на нашето секојдневие. Се доверуваме на Твоето водство, со надеж и радост од Тебе ќе годиме нашиот пат. Доведени до целата и овозможени да имаме дел на трпезата во Твоето царство. И сега те молиме, послушај некој заедно да се молиме. Отче наш, кој си на небесите, свети Твој, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен, дај ни го и денес. И опрости ги долговите наши, како ние што прощуваме на нашите должници. И не води во искушение, избави од лукавиот, зашто Твое царство и силата и славата во сите векови. Амин. Веќе сте ставаме пренова во трудот, прашам само јас дали имам припремено нешто. Но може да изгледа. Слава Бога во сите, а на земја на миле. Војна, Лука, 2:14. Ова добро. После оваа служба, тие што вежбат, дали кори или помало друго, може да станат за да пробат. А може да се стави, сите да се ставите, ќе пееме само првата струка, ќе изградат песната број 216 и ќе завршим се ставата. Прва строфа и рефрената, песната 216. Води Христа сиге, и пирата еза, сиге
Благодат на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бог Отецот и заедништво на Светиот Дух. Нека бидат и останат сите вас сега и за секогаш. Амин.